Во Конгресниот центар во Занаетчиски дом вчера се одржа четвртата информативна сесија Фер ангажман, посветена на практичната примена на Законот за работно ангажирање на лица. Сесијата беше организирана во рамки на втората меѓународна конференција Агромаг 2026 под наслов Спроведување на Законот за работно ангажирање на лица, нов чекор кон фер ангажман и формализација на сезонскиот труд. Информативната сесија е дел од националната кампања Фер ангажман, која се спроведува во рамки на проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во Република Северна Македонија, со поддршка од Сојузна Република Германија, а во имплементација на Германското друштво за меѓународна соработка и Центарот за истражување и креирање политики, во соработка со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување. Законот се донесува за да се формализираат трудот на ваквите лица, кои што досега нашите истражувања како Центар за истражување и креирање политики покажуваат дека се непријавени, немаат заштита и на некој начин во исто време ги ставаат и работодавачите се ставени во ризик, но и работниците остануваат незаштитени. Токму заради тоа да одговориме на потребата да се изнајде флексибилно решение кое што ќе овозможи пријава и одјава од дома, од нива, во кафуле, ресторант, палажа, се донеса овој закон и се изработи една дигитална платформа преку која се врши пријавата и одјавата на лицата кои што се повремено, привремено и сезонски ангажирани. Секако со овој закон е предвидено да се вклучат и студентите. Значи за прв пат се носи еден реформски закон во кој што им се дава можност да работат на сите оние кои што сакаат. Значи било да се вработени, невработени студенти и пензионери, сите согласно овој закон може да работат и да бидат ангажирани. Тоа да го стваруваат во една законита и легална постапка по точно утврдени критериуми. Значи секој оној кој што ќе биде ангажиран, ќе му се плаќа придонес со задолжително социјално осигурување, дополнително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и персонален данок. Значи како и во секој работен однос и овие лица ќе ги добиваат овие придоноси без оглед дали ќе бидат ангажирани еден ден, 2 дена или 3 дена, значи ќе им се плаќаат придоноси. Исто така предвидени се и повластици за работодавачите со тоа што ќе плаќаат една поповластена стапка без оглед на тоа колкава ќе биде дневницата, секогаш придоносите ќе бидат во фиксен износ од 1/30 од просечната исплатена плата во државата. Германија преку канцеларијата на Германското друштво за меѓународна соработка го спроведува проектот за подобрување на условите на работно ангажираните сезонски работници во Југоисточна Европа со една единствена цел да се подобрат работните услови и системот работен за формализирање на неформалниот труд и ангажман на повремените сезонските работници. Искуства се земени од Европа, од земји кои што веќе имплементираат ваков тип на закони и на модели. Последниот закон кој што ние помогнавме да се оствари е во Србија, во Република Србија, од каде што се модификуваше и се превзема основните цели и делови за да може да се изготви законот за работен ангажман на лица во нашата држава. Законот не е со цел и со фокус кон пензионерите, туку е со фокус кон невработените, ангажираните, сезонските работници, студентите пред се, младата популација и вработените кои што можеби им недостасува некоја година во стажот, така да пензионерите го добиваат бенефитот како дополнување на нивната флексибилност и способност се уште да даваат услуги.